Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Гласот на Америка на македонски и ТВ журналот Ньюсфлеш. Јас сум Јулија Велковска. А на почетокот на емисијата еве го прегледот на најновите вести. Поред новински извештаи, американската државна секретарка Хилари Клинтон ќе соопшти дека Израел и палестинците се согласиле да ги продолжат директните мировни разговори. Агенциите јавуваат дека председателот Барак Обама на почетокот на септември во Белата куќа ќе ги покани израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху и палестинскиот водач Махмуд Абас. Според Нью Йорк Таймс, Нетањаху и Абас се согласиле да ги ограничат преговорите на не повеќе од една година. САД планираат да ангажираат околу 7000 договорни соработници кои ќе се грижат за безбедноста во Ирак, со што нивниот број двојно би се зголемил. Ова се случува во време кога Вашингтон ќе стави крај на борбени операции во земјата на крајот на месецов. Портпаролот на State Departmentот Филип Кроли рече дека тие ќе помогнат во справување со безбедносните предизвици како заштита на американските дипломати и развојни експерти. Нью Йорк Таймс го цитира висшиот советник на председателот Обама за нуклеарни прашања Гери Самор дека на Техеран ќе му биде потребно најмалку една година да го претвори нуклеарниот материјал во оружје, додавајќи дека една година е можне долг временски период. Весникот наведува дека владини представници веруваат оти ваквата проценка ги намалува шансите Израел превентивно да ги нападне иранските нуклеарни објекти во текот на следната година, како што има наговестено дека може да стори. Во продолжение на Ньюсфлеш говориме за контроверзата околу изградбата на Исламски културен центар и џамија близу Граунд Зиро, местото на терористичките напади 2001 во Нью Йорк. Деновиве ви пренесовме што велат политичарите, но каква е реакцијата на самите њујорчани од следниот прилог. Локацијата Парк Плейс е на 2 блока од Граунд Зиро, каде некогаш се издига облаботерите близнаци на светскиот трговски центар. Таму група муслимани купи имот и сака да изгради исламски центар што покрај аудиториум и пливачки базен вклучува и џамија. Овој демонстрант ги предупредува минувачите на нов напад од муслимански терористи врз Америка. Некои дури исковаа и термин Граунд Зиро џамија. Рита Балмина, уметничка и имигрант од Украина, била во Парк Плейс за време на нападите 2001. Верува дека биле извршени под знамето на исламот. Го уважува правото муслиманите да изградат џамија каде и да е во САД, но не и толку близу до местото што за многумина американци е свето. Я боюсь, што на этом месте Стравувам дека џамија изградена на ова место ќе стане символ на оние кои го извршија нападот. Не сакам ни да ги наречам луѓе. Оние кои би доаѓале да се молат тука би можеле да бидат симпатизери на нивните екстремистички погледи. Овој њујоркчанец разгласува стихови од Коранот во знак на подршка за џамијата. Го брани уставното право на американците на слобода на вероисповед. Исто мисли и сограѓанинот Мед Скај. Како и сите сочувствувам поради загинатите, но тоа не значи дека треба да ги уништуваме вредностите на нашата земја. Кога испраќаме војници да гинат, тие се борат за нашите слободи, на вероисповед, на печат, на говор. Оние против исламскиот центар во основа се против слободата на вероисповед. Мнозинството на оние кои живеат околу Граунд Зиро ја поддржува изградбата на Исламски центар, иако мнозинството американци на национално ниво е против. Неодамнешна анкета во Њујорк укажува дека повеќето противници уважуваат дека центарот е во согласност со уставот, без оглед што се противат на неговата изградба. Ретко кој тинејџер во САД може да го видите без слушалки на ушите, поврзан за iPod во свој аудио-видео свет. Трендот неверојатно и нема да се промени, но истражување укажуваат дека постои опасност од оштетување на слухот. Едно наведува дека ова е особено точно за американските тинејџери. MP3 плеерите го револуционизираа начинот на кој многумено од нас слушаат музика. Слушам музика додека патувам до работа и кога вежбам. Слушам секојдневно. На пат за работа и кон дома, секој ден. Истражувањата за MP3 плеерите предизвикаа загриженост меѓу лекарите.
Доктор Джозеф Шаргородски е отоларинголог. За 1 на секој 5 адолесценти во САД во најмала рака има барем по еден показател за оштетување на слухот. Истражувањата посочуваат на MP3 плеерите како причина. Во неодамно објавен извештај беа споредени 2 студии за состојбата на слухот кај тинејџерите. Една од 1988 до 1994, пред направите да се појават на пазарот, а втората од 2005 до 2006, откако тие станаа популарни. Забележан е пораст од 30% во превалентноста на сите видови оштетување на слухот и околу 50% во превалентноста на благите или тешки оштетувања. Извештајот е објавен во журналот на Американското медицинско здружение. Друго истражување објавено годинава откри дека тинејџерите не само што имаат тенденција да слушаат погласна музика споредена со возрастните, туку и не се свесни колку гласно слушаат. Безбедно ниво за слушање е меѓу 80 и 85 децибели, а ниво што може да ви го наруши слухот е 100 децибели. Најново од шоу бизнисот, Камерон Диаз предизвикува компјутерски ноќни мори. Актерката е на врвот на листата познати имиња кои при пребарување на интернет може да ве однесат на страници што кријат вируси штетни по вашиот компјутер. На оваа листа се наоѓаат и Джулија Робертс и Джесика Биел. Американските ТВ станици во ист термин наредниот месец ќе организираат телетон за собирање средства против ракот. Ќе учествуваат славни личности како Ленс Армстронг и Кристина Апелгейт, обајцата победници во битката со болеста, но и други како актерката Рис Видерспун и Квин Латифа. А во понеделник ќе говориме на уште една здравствена тема. Председателот Обама ја смета за важна политичка победа, но како и кога изгласаната реформа на здравствениот систем во САД ќе стане реалност. Гледате во понеделник во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш. Во Америка позаработувачка. Секоја година 66.000 сезонски работници легално влегуваат во САД. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Ова беше Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Велковска. За сите најнови содржини посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com. Уживајте во викендот, а од студиото во Вашингтон ви посакуваме пријатна вечер.